Почитувани, граѓаните најмногу губат од лицемерието на СДС. Затоа, таквата политика мора да запре и мора да се почитува дадениот збор и ветување. Последен доказ за дволичноста на СДС е одбивањето да се укине радиодифузната такса. СДС во март месец говореше дека ако имало влада, граѓаните немало да плаќаат радиодифузна такса. Тоа го зборуваат и Дамјан Манчевски и Радмила Шекеринска. Денес сме јули месец, а СДС бега како ѓавол отемјан од своето ветување со кое ги манипулираа граѓаните од декември па се до сега. Радмила Шекеринска кажа на 30 март: ако денес имавме нова влада, граѓаните веќе ќе беа ослободени од плаќање радиодифузна такса. Еве, СДС има влада, Радмила Шекеринска е во владата речиси 40 дена, ама немаа табер да ја укинат радиодифузната такса, па дури и избегнаа иницијатива на ВМРО ДПМН таа да биде укината. Имено пратениците на ВМРО ДПМН го поставија токму овој проект како предлог измени на закон пред Собранието на Република Македонија и тоа во скратена постапка со цел барем едно ветување кое го даваше СДС пред изборите да го види светлото на денот. Резултатот од нашата иницијатива беше очекуван. СДС да почне да бега, да бара изговори и да не го исполни тоа за кое што бараа доверба од граѓаните. Ова само ја разоткрива во целост намерата на СДС, која ја имале пред изборите. Да лажат, да ветуваат и да манипулираат само да се доберат до власт. А потоа да се грижат како да вдомуваат партиски војници по институции, како да прават сделки и најлошо од се, да спроведуваат туги агенди на штета на македонските национални државни интереси. СДС не смее вака да се однесува и кон другите ветувања. Граѓаните очекуваат за 3 до 6 месеци влез во ЕУ и НАТО. Очекуваат минимална плата од 16.000 денари и просечна плата од 500 евра. Докторите очекуваат плата од 100.000 денари, а сите сакаме да ги видиме новите 500 километри автопат. Ви благодарам.